Почитувани, изминативе денови, покрај ситуацијата што се случува во Украина, имавме прилика да слушнеме изјава од Пендаровски дека тој знаел уште на 8 ноември минатата година дека Русија ќе има војна меѓу Русија и Украина и цели 5 месеци државниот врв не преземал ништо во однос на обезбедување на залихи и подготовка за кризна ситуација. Дури по 4 месеци, на 24 февруари, е свикан Советот за безбедност, на кој очигледно не се донесени мерки за заштита на граѓаните од последиците кои ги предизвикува оваа војна. Граѓаните ја чувствуваат неизвестноста за основните прехранбени продукти, затоа што во еден ден имавме можност да слушнеме 3 различни изјави во врска со стоковите резерви. Дека истите се стабилни, за истиот ден од соседна Србија да слушнеме дека владата на Македонија испратила барање за испорака на 50.000 тони пченица и 25.000 тони пченка. Дали стоковите резерви биле празни, што владата се решила на ваков чекор и на тој начин Македонија е ставена во ситуација на неизвестност? Ако стоковите резерви за пченка и пченица се полни, тогаш зошто се пушта во оптек дел од пченицата, со што ќе се спречеше пораст на цената на брашното и лебот? Или, можеби и ова е уште една невистина, па пченицата која ќе ја добиеме од Србија е единствената на која може да сметаме? Владата треба да одговори и што направила во врска со неопходните залихи на гориво и дали во земјава има доволно. Во овој момент, покрај што имаме потреба од полнење и зголемување на државните резерви, владата сериозно и што поскоро треба да го прифати предлог мерките на ВМРО ДПМНЕ за намалување на акцизата за горива за 50%. Со ова ќе се спречи неминовниот ценовен шок. Доколку се прифати предлогот на ВМРО ДПМНЕ, цената на литар бензин ќе се намали за 13 денари, а цената на литар дизел гориво за 9,5 денари, што ќе биде олеснување за домашните буџети, воедно и олеснување на компаниите, кои нема да се одрази во зголемување на цените на производите. Дополнително во поглед на храната, предлогот на ВМРО ДПМНЕ за намалување на повластената даночна стапка на данокот на додадена вредност од 5% на 0% за граѓаните, директно ќе им влијае на подобрување на семејниот буџет и полесно обезбедување на основните потреби за живот. Потребни се мерки веднаш, зашто ненавременоста ќе ја чини државата стотици милиони денари, понизок стандард, зголемена сиромаштија и глад. Начинот на кој се грижиш за својот народ е начин со кој се сака својата држава. Ви благодарам.